Еден од идентификуваните од страна на полицијата за учество во нередите во собранието е Митко Мијајловски од Охрид. Тој е вработен во МВР од 2006 година, но сега е суспендиран од работа поради учество во толпа на 27 април во собранието. Лошо искуство со овој поранешен припадник на Алфите имаше и Замир Мемети, еден од организаторите на протестите на шарената револуција. Тој вели дека Мијајловски во улога на полицаец на непрофесионален начин ги гонал организаторите на минатогодишниот протест. Ова е лоша слика за државната полиција денес. Нема да генерализирам дека сите вработени во МВР се такви, но голем број од нив се непрофесионални. Тоа го видовме на 27 април, кој беше еден од најкрвавите денови на нашата демократија. Многумина полицајци беа вклучени и ова лице го видов на снимките и го препознав. Едниот од нив, кој што при влезот на демонстрантите во собранието се поздрави со полицаецот, е Јане Поповски. Тој има кафеана во старата Скопска чаршија. Од тој ден кога Поповски беше виден како дел од толпата, граѓаните веќе не одат во неговата кафеана. Така рече неговиот пријател Сафет Салиу. Сашт мајњајта. Да ме thonë најпеја дите тај мој кам бил. Веќе не е исто. Од тој ден тој ги расипа пријателските односи со албанците. Лично со мене, со кого бевме пријатели одамна, добро го познавав, но тој свати каква грешка направи и веќе не е собственик на тој локал. Секторот за внатрешни работи Скопје досега покрена кривични пријави против 7 лица. Според полицијата, 39 годишен маж со иницијали НВ го удрил пратеникот Зијадин Села, а додека бил легнат на подот, 37 годишниот ИК физички го нападнал обезбедувањето на Зоран Заев. И 39 годишен маж со иницијали АП фрлал со тврди предмети кон пратениците. Овие три лица се осомничени за учество во толпа што ќе изврши кривично дело според член 385 од Кривичниот законник. Четворица други лица, меѓу кои Горан Ангелов, од Велес, се осомничени за учество во толпа и спречување на службено лице во вршење на должност.